Убиства, пукање, брутални ликвидации, исчезнати, киднапирани, крвави бегства од затвор, Македонија се претвори во мафијашки терен затоа што институциите наместо да го гонат криминалот, тие шуруваат со него. Полицијата со Оливер Спасовски и со Сашо Тасовски се претвори во огранок на мафијата. Почитувани, десната рака на директорот на БЈБ Сашо Тасовски, началник на крим полицијата Музафер Харичич, е и член и председател на Комисијата за издавање одобрение за набавување на оружје. Од тука Спасовски и Тасовски мора да одговорат. Дали е можно одобрение за оружје полицијата да издаде на лицето Шукри Асани, според полицијата осомничен за транспорт на кокаин, член на криминалната група од Грчец, меѓу првите 10 за проверка на листата Безбеден град? Дали Шукри Асани, лице од листата за проверка, може да има одобрение за оружје од комисијата водена од Каришич? Одобрил ли Каришич од МВР дозвола за оружје на криминалец од листата Безбедносен ризик? Дали одобрението за оружје по брза и скратена постапка може да го добие лице кое што не ги исполнува условите предвидени со закон да добие одобрение за носење на оружје? Како е возможно полицијата да формира комисија за да му се издаде дозвола за набавување на оружје некому кој што е на листата за проверки, односно некој кој што е во врвот на листата криминалци со тежок криминал на реонот на град Скопје и кој што треба да се покриваат, следат и обработуваат согласно планот Безбеден град? Уште повеќе, ако се знае дека токму Каришич го создал планот Безбеден град, како е возможно комисија водена токму од Музафер Каришич да издаде таква дозвола на лице во врвот на таа листа? Почитувани, Каришич е човек близок на Тасевски и на Спасовски, началник на крим полиција, едно време и началник на СВР Скопје. Се додека институциите, наместо да го гонат криминалот, тие шуруваат со него, Македонија ќе биде територија на мафијата и ќе потресуваат убиства, насилства, киднапирања и трговија со дрога. Ви благодарам.